Здраво, дечки! Вие гледате втората епизода од подкастот Праше паталец не гаталец. Јас сум Владко, ова е Ана. Наш денешен гостин е професорот Гери. Добро дојдовте. Професоре, Добро ве најдов. како сте? Се чувствувам како паталец, како што кажа. Епа, Се жалам. добро, тука сме за да ве прашуваме. Така, се чувствувам многу горд, затоа што двајца млади знаат што сакат и прават се за да ги исполнат тие нешта и имам огромна чест затоа што мислите дека сум достоен за вашиот проект. Фала многу. Да, па ние мислевме дека баш ќе биде интересно да ве донесеме. Вие носите со вас едно уникатно искуство и секако искуство надвор од држава, ама тоа се вие го носите назад во оваа држава, тука ги претопувате вашите вештини и вашите знаења и затоа ние чест тука што ви имаме со нас. Да. Иначе професорот Гери има завршено на универзитет во Виена. Да, на Универзитет Виена во Виена. Да, да. Епа, Исто така и наш професор по германски јазик, кој што ни предаваше во 2021, ако не се лажам, Да. во Јахја Кема. Да, професорот заедно со него понатаму ќе спомнеме и центарот што моментално тој го прави во Радовиш, инаку професорот е од Радовиш. Сме имале соработка и на поинакво ниво со агенцијата Вебире, која е всушност наша агенција за веб девелопмент и изработивме страница за целите на тој центар. Понатаму ќе го спомнеме и тоа, ама за почеток еве да ве прашаме како сте биле вие како дете? Какво било вашето детство? Какви карактеристики сте покажувале? Да, ако кажам најобично детство, нема да ми веруваш. Да, значи како дете, мислам, пораснав во Радовиш, до 8 оделение, основно училиште Никола Карев. Може би поразлично беше тоа што ме интересира се што е надвор од школа. Надпревари по математика, имаше еколошко друштво, БИОС, да се волонтира, да се направи нешто за екологија. Мора да знаеш тоа е далечната 2005-та. Значи не сте, може би биле планирани. Колку години сте имале? Епа, не, 2005-та веќе бе во Виена, значи да 18 некаде. 18, значи ова више Средно. Средно, да. А во основното, да, и во основното, тоа време 90 и некоја, првите мои волонтерски часови беа тогаш 97-8. Тогаш не беше ин да се волонтира, а и немаше место, немаше простор. Освен неколку еколошки друштва, Црвен крст како што знаеме одамна, и тоа беше. Немаше толку во невладин сектор. Да. После се појавија многу повеќе нешта. Значи да, најнормално Да. детство. Па добро. Најверојатно основно училиште се завршиле во Радовиш. Така. Основното училиште понатаму кај во него, во средно училиште каде сте биле? Во Скопје, во приватното средно училиште Јахја Кемал. Да. Добро. Нашето училиште. Да. Добро, како се соочувате со новата средина? Доаѓате во Скопје на 14 години, на 15, тотално сам, кога што знам, нели во автокоманда во Јахја Кемал. Да. Тогаш тоа постоеше и таму имаш интернет, па дали како беше тој живот во интернет уште на таа возраст? Да. Па како да си поново роден, тоа е втор живот веќе. Значи ако споредуваме се до 8 оделение и од прва до четврта, тоа е како да сум јас некој друг. Да. Не само психички, се гледа како растеш, влегуваш во пубертет, се менуваш, изгледаш поинаку, размислуваш поинаку. А и многу е друго тоа што кај нас, да речеме во Радовиш, сите се знаеме, мало место, а тука веќе беа многу различни луѓе. Зборуваат на различни јазици, имат различно искуство. Да. Во тоа време имаше и многу од странство ученици кои знаат, да речеме, само англиски, па мора да комуницира само на англиски и слично. Беше стварно искуство кое баш ми е драго што ученици од странство ги носеле на проекти некој на нешто или тука се живееле они? Ама и учеа некое. Да, имаше моментално нема толку, моментално се многу помалку. Па да. Сега немаме. Мислам има од странство, ама луѓе што си живеат тука веќе со години, нема од такви проекти некој. Да. Добро, секако тогаш било и во други години било школата, други предизвици имало тогаш, сега други има.
И сега вие се наоѓате во интернатот таму, и таму претпоставувам сте имале добар и социјален живот. А што се случува со животот надвор од училиштето? Како биле тогаш културните настани во Скопје во споредба со тие што сте ги виделе во Радовиш? Сега може во Радовиш не сте успеале многу да видите до 9-то одделение, Да. ама кој беше тој контраст? Да, но и верувам дека во Јахија, барем и сега, знам и за претходните години, дека е многу строго со правилата за интернатот, дека имате дозвола за излегување до одреден период и обично децата се враќаат во петок, па во недела повторно доаѓаат во интернатот за да идат на школа. Да. И како вие се чувствувавте во тој период? Дали вие сакавте константно да се враќате во Радовиш или пак останувавте за викенди тука, да се дружите со децата што се од Скопје, да излегувате во Скопје и слично? Па да, пак ќе кажам, времето беше малку попроблематично во тоа време. Да се навратиме, значи интернат јас бев во 2001. Не знам колку се сеќавате. 2001, да. 2001 беше малку проблематична Да. година посебно во Скопје. Затоа како што кажа Ана беше малку построго. Да. Немавме нон-стоп дозвола за излез и мораше секогаш да знаеме каде ќе излегуваме. Значи првите 2-3 години Скопје па не беше Скопје за мене, него беше само Јахја Кемал и Радовиш. Да. После да, трета, четврта веќе сме малку поголеми, беше малку помирно, посредено време. И тогаш да, излегувавме, тогаш почнав да го запознавам Скопје. Меѓутоа, мислам дека кога си средно, ако не си толку активен како ученик, во тоа време никој од нас не беше активен. Да. Не одевме на некои културни настани, на концерти, за разлика како сега што ги гледам младите, се промени многу. Дури некаде може во четврта почна тоа. Да, ама не знам, верували или не, во интернатот се уште ги држат тие строги правила и тоа е голема причина зашто децата што се во Јахја во интернатот не можат преку викенд да останат тука, зашто да останат они кога нив излаз им дават до 10 или до 11 сата, не можат они со како другите деца нели да си седат до исто време. Тоа мислам дека е нешто што треба да се смени, зашто на крајот денот тие деца се одговорност на нивните родители. Ако родителот даде детето да остане до покасно, зашто школата не би дала? Така. Да. Епа добро, тогаш има друго решение. Ке преспиеш, ке пријатно. Да, и тоа е решение. Решение така и правевме и доста. Посебно кога имаше некој роден ден да се прослави, кога имаше некој празник, многу пати сме били и за Нова година и втора и трета во Скопје. Значи имаше доста дружења. Посебно во тоа време беше Јахја Кемал во Скопје можда и малку помало и зградата беше исто малку помала. Така да сите се знаевме. И од прва до четврта и се дружевме едни со други. Сега е малку по како да кажем, генерацијски се познавате, ама другата генерација скоро и да немате контакти. Да. Сите сме свесни дека за да запишеме нели факултет во странство, потребно е да имаме некои воншколски активности. Точно. Барем сега е така, се надевам дека и порано било така. Што сте правеле вие, освен нели спомнавте волонтерството, во средно училиште за да се запишете нели во универзитет во Виена? Да. Многу интересно прашање. Како прво, универзитетот во Виена за мене не беше само со цел да имам некоја диплома. Него избрав да бидам во Виена за да стане човек од мене, како што ги кажа старите. Значи тој процес на запознавање нови луѓе, професори, дискутирање на различни теми. И затоа мислам дека не ми беше толку важно да бидам на некој елитен универзитет, каде што ќе завршам во краток рок, ќе имам некоја диплома и ќе почнам да работам со таа диплома. И затоа целата таа, да речеме, стратегија за запишување на универзитет кај мене беше многу поинаква. Јас избрав да бидам на државниот универзитет, каде што единствен услов е да имаш матура положена. Да. Добро. Не е некој елитен, ама ако погледнеме, да речеме, шангерската листа на универзитети е високо котиран, меѓу првите 60 е, и имат, да речеме, дури и сателит во Вселената. Така да е доста добар. Целосно нивни сателит? Да, Стварно? за потребите на универзитетот може да изгуглаш. Лансиране, мислам, 2016-17. Епа, Да. тоа е интересна работа. У моментов
Мислам, можеш да се земаш пристап до сателит? Како регуларен човек, буквално можеш да си изренташ Да. 5 минути на сателит некој и да гледаш од податоци да земаш од таму преку преку Amazon Web Services. Да. Добро, малце надвор од темата. Надвор од темата, да, ама да се навратиме на тоа, значи, иако е стварно добар универзитет, и е најстар универзитет во германското јазично подрачје, постои од 1365. Значи, по нашата историја Како врати се 1000? назад, 365. Тоа е времето кога турците османли почнале Да, да доаѓаат. да. Останале 5 години. Од тогаш постои тој универзитет до ден денес. Значи гледаш која традиција има. Да. И затоа го избрав затоа што идејата ми беше повеќе да се развијам како личност, а не да стигнам до диплома. Да. Сега, тоа беше моја лична идеја. Сите што ќе слушат, не треба да прават како Гери. Треба да се одлучите. Да. Има и друг пат. Другиот пат е, ако сакате да студирате на елитен универзитет, да завршите во рекордно време и да земете диплома која ќе биде ценета на цел свет, тогаш ви требат и воншколски активности, волонтирање, надпревари. Сето тоа ќе ви биде добро за вашето лично портфолио, за да може да добиете место на некој елитен универзитет. Значи, секој треба да одлучи што е тоа што сакам јас од животот. И тоа беше моето мото. Јас не сакав да стигнам до диплома на некој елитен универзитет, да бидам академски граѓанин, Да. пошто јас сум човек од терен, јас сум теренец. Ама универзитетот е битен за да прошириме хоризонти, Да, да сватиме како дефинитивно. функционира светот. Да. Тоа е најбитно нешто. Мислам, за мене најбитно, кога идеш на универзитет во странство. И сега кај таква школа ја воопшто не би ни гледал кој место е на листата, зашто си има тоа традиција поставена. Да. Знаеме оннапред дека ќе запознаеме луѓе од секакви култури. И тоа е најбитното нешто според мене кај факултетот во странство, што ти го дава тоа искуство да се оддалечиш од дома, да пробаш да се осамосталиш и да видиш после што е за тебе. Само така можеш да... Да, ама професорот бил самостален уште од Ау, 15 години. да, оствари тоа. Епа, за вас не била тоа голема транзиција. Не, и посебно тоа што наставата беше на англиски, на турски јазик, ова беше за мене многу лесно. Да. Споредно со другите кои немале, да речеме, настава на странски јазик. Да, вие учевте германски, така мислам, студиите ви беа Да. за германски. Германски. Да. Па добро да се навратиме кај аплицирањето за факултет. Добро. Па како одеше тој цел процес во 2005? Пет. Да. Да. Прво само пред тоа германскиот јазик дали беше предуслов за апликациите? Дали вие имавте намера да одите на училиште со германски јазик, па затоа го учевте? И после за апликациите. Да. Беше многу поразлично од сега. Значи, прво да се навратиме на 2005-та, па на твоето прашање. 2005-та, не знам колку знаете, ама немаше безвизен режим. Што значи тоа? За да влезете во Австрија, треба да имате виза. Тоа отежнува многу нешта. Значи, прво треба да аплицирате преку пошта, мејлот не функционираше тогаш. Добро. Да чекате да дојде потврда, да испратите сите документи во оригинал и не знаете дали ќе бидете примени и да чекате 8 до 10 недели за повратно да дојде по пошта. Сето тоа за да добиете потврда дека сте примени и да аплицирате на виза и да чекате уште 5-6 месеци да добиете виза. И дури тогаш може да идете и да го видите универзитетот. Претходно Да го може видите? Да, претходно не можеш ни да дојдеш до Австрија без виза. Освен ако имаш некој пријател, некој роднина што ќе ти направи некоја фамилиарна виза за посета. Да. Да, значи беше стварно малку потешко да стигнеш до таму. Да. Ама интернет имаш, значи. Да. И на интернет имаше сите информации, комунициравме многу и преку разговор преку телефон, тие што знаат германски може да се јават и да прашат за некоја информација. Ама сега многу полесно, може да идеш таму да разговараш со студенти, не ти треба виза. Значи прво тоа беше многу тешко, а полесно беше тоа што немаше потреба од спознавање на германски јазик. Ти дават 4 семестри, тоа се 2 години, интензивен курс ти дават од универзитетот и те спремат за полагање на тие испити и за да ги следиш, да следиш наставата на германски. Значи, јас не учев затоа што англиски и турски беа кај нас странски јазици, па мислев дека ми е доволно за во животот. Меѓутоа, кога ме однесе патот во Виена со германскиот, сватив дека учење на јазици е многу важно
и дека тоа ми иде, дека сум талентиран и дека за во иднина ќе ми биде многу корисно. И така, после тоа почнаат и други јазици и така. Други јазици, само германскиот или повеќе јазици познавате у моментов? Моментот повеќе, да. Ама Да? треба да дефинираш што е познавање на јазик. Муавет да направите со некој кога идете у таа држава, муавет да Да. се направите. Па да, Турски може. знаете од Турски, да. Јахја. Јахја, Да. но, Да. Шпански и бразилски, португалски учевме во Виена, да. Можеме да си направиме. И учев исто и персиски. Знам да читам се, ама многу зборови не знам, пошто немам комуникација. Епа, тоа е Само толку. Да, убаво да се познава. Само поише. толку. Мислам, Да. во Јахја тогаш вие кога сте учеле, Мгм. немало трети јазик, само англиски и Немаше. турски. Пробаат да воведат во тоа време баш изборен трети јазик и се мисле помеѓу француски и германски. И ние добивме неколку курсеви како изборен јазик, ама тоа беа после школски Да. активности. И не беа како дел од програмата во тоа време. Исто така, пак се навраќаме нонстоп на таа 2005-та. Во тоа време не беше толку популарно да луѓето кај нас учат германски. Да. За разлика од денес, Сега, да. секој втор сака да учи германски или повеќе. Да. Пред да отидеме на животот во факултет, Да. сакам да прашаме на прашање, значи какви сте биле вие како средношколец? Веќе кога праша Владко како сте биле како дете, какви сте биле како средношколец? Да ни кажете некоја интересна приказна, Да. што учениците, вашите соученици или најблиските пријатели мислеле за вас, дали се уште сте во контакт со истите Да. луѓе? Многу го праше. Да направиме малку концепт. Да. Па почнете еве од прва година хронолошки, после како сте се развивале, Да. како сте добивале хобија, интереси Да. едно друго. А верувам дека Така. има многу интересни приказни од интернатот кои што Гарант, да. би Да. можеле да ги споделите. Имам нешто и со нас, ако сакате може да прочитате што рекле моите Може, пријатели може. Да. за мен. Да, мислам дека ќе биде Да, интересно. интересна работа е тоа. Епа, Ајде да видиме. може да прочитате неколку нешта, па за секој од тие ќе ви кажам по некоја приказна. Ајде. Пошто ако е, ова не е инако алманахот. Многу беше интересно за тоа што на секоја за секој од нас имаше по една страница. Ова е моја, да. Ајде. Да. Да покажам? Да. Може Или да ќе погледнете. сликнам после пак. Да, После може ќе после да сликнете, сликнеме, да. па да се. Па добро сега. Има мислење од секој дете од за вас. секој, да, не од секој, ама од поблиските Најблиските. пријатели. Има и од професори пишува некое мислење за нас. Па слободно разгледај. Да. Имаше многу интересна фраза сега кога гледам тоа, затоа што сум од Радовиш. Тоа беше многу популарна фраза за мене. И кога ќе ме прашат нешто, од каде го знаеш тоа? Па затоа што сум од Радовиш. мора да го знам тоа. Или зошто си во Јахја Кемал со целосна стипендија? Па затоа што сум од Да, Радовиш. да. Ама тоа беше точно затоа што имаше попус исто од места од кои до сега немало. Епа добро, вистините било. На почеток јас стварно го мислев, да? Па после затоа што во иста недела 2 пати или 3 пати, Да. затоа што сум од Радовиш е спомнато и после на секој одговор затоа што сум од Радовиш. Или кога ќе добиеме нека послаба оценка и ќе праша професорот, а Гери ти зошто имаш тројка, не петка, и некој од позади, затоа што е од Радовиш. И за позитивно и за негативно. Да, ќе прочитате нешто или да го да не ви смета? како? Епа, не знам, вие може да ни издвоите нешто што е Да. вака највпечатливо, зашто тука стварно многу има. Да. Многу има за читање. Да. Ама некои се и на дијалекти. Епа, добро Епа, и уште, дијалектот, да. и дијалектот Ама дел од не јазикот. го можам тоа. Еве. Ова е од Гевгелија. Ти си мултиталентиран човек. Знаеш да треснеш некоја филозофска мисла, баш кога најмногу требе. Те бива и запишување поезија, проза или двете истовремено. Битен момент е и тоа што си одрадувиш. Немаш одмор, а да не те видам да вртиш некоја момалку малечки од прст. А се покажајко ти голем другар.
Затоа многу те ценум и да знаеш дека јас заедно со моќта на твојата подсвест секогаш ќе будам со тебе. Беше од Џозеф Марфи, моќта на подсвест, многу актуелно тоа време. Да го Да. дадеме. И како ви се допадна? Па убаво, Да. мислам. Убаво е што имале такви мислења вашите соученици. Да. Добро, тука се пишуваат позитивните. Да. да. И го што в повеќето сите има дека ќе ве запамтат само по добро, по Мгм. тоа што сте биле зборлес, да речам, дека Да. како што нели прочитавте сега и тука. Така, да. И тоа, ама многу повеќе ќе ме памтат по некој што нонстоп беше смирен, пошто таква ми природата, гледате и сега, не Да, сум да, некој што се да, многу да. движи. И затоа што секогаш ми беше интересно да дискутираме за некои идеи. Значи немаше час каде што немам некое прашање и забегувам малку од темата и професорите се љутат пошто тоа не е битно за сега. За година. Да, мислам дека Како успевате таа смиреност да ја задржите? Па тоа Од е самодоверба карактерна- доаѓа или карактерна особина, самодоверба не би рекол, повеќе карактерна особина. Мислам дека како карактер или природата ми е таква, да. да речеме. Сигурно ви помогнало доста у јавно говорење, еве специфично може да ми текне мене колку пати сум имал трема или нешто. Тоа сте го имале ви или Имам. смирен? И сега да. Значи Јас си викам некоја супер моќ да имате цело време смирен да бидете. не. Да, значи трема имам секогаш. Секогаш кога ќе треба да зборувам пред камера, пред публика, Да. ама многу пати знам што е темата и во кој правец треба да се движи тоа што ќе го кажам и затоа делува смирено. Да. Проблемот јас мислам кога ќе бидеме ставени во ситуација и не знаеме сега дали треба да зборувам, да објаснувам, ќе дојдат прашања, нема да дојдат прашања, Да. тогаш имаме трема. Да. Да. Или кога треба да зборуваме на странски јазик, тогаш е поголема тремата, затоа што не сме дефинитивно. сигурни ни во јазикот, ни во тоа што ќе го кажеме. Да. Тогаш е требата поголема. Да. Значи вие викате како од секогаш сте биле смирени. Тоа значи дека сте биле смирени и дури она во најлудите години да речеме кога сте средношколец, кога буквално пеперутки ви играат на секаде. Па да. Пак ќе кажам, сега лошо е цело време, пошто се млади, во наше време беше малку подруго. Значи, и тие најлудите години имаше место каде треба да бидеш Да. луд. Да. И Да. некако нашите генерации тоа знае да го разликуваат. Например, на школо, пред постари, ние бевме многу смирени и бевме други личности. Пред авторитет. Да. Авторитет тогаш уште се знаеше. А кога сме сами, кога сме во некој парк или кога се дружиме неформално и нема авторитет меѓу нас, тогаш сме други личности. Тогаш сме луди, да. Тогаш знаеме и да играме и да викаме. Да, добро, Така. тоа се очекува од дете на таа возраст, мислам. Точно, да. И сега вие бевте професор во Јахја Кемал, мислам, Така. не знам тоа дали го спомнавте, ама Ќе го спомнеме сега. part-time работевте, full-time, Да. part-time. Part-time. И сега таму вие имавте искуство со децава сега, што се мислам ние и останати. Дали сега може не правиме разлика меѓу времето кога треба да сме озбилни и неозбилни? Да. Па има разлика да ти. Ако ги споредиме сега генерациите тогаш и сега генерациите, сега мислам дека младите не прават толку разлика. Тоа и не е негативно, пошто се остануваат верни на себе, на своите идеали, на тоа што се. И многу пати знае некој да речеме да е во некоја озбилна ситуација, тоа што си е и во неозбилна ситуација. Да. Не само додека сме за време на час, него и кога зборуваме стварно за некој проблем кој треба да биде решен. Може да бидат исто неозбилни, да бидат многу зборлести, многу хиперактивни, а знаат дека треба баш сега да бидат смирени и да размислуваат како што треба. Мислам дека тоа е проблемот за тоа што целиот свет се има променето. Да. Тоа стана светот глобално село, ќе кажеме. И гледат од други култури. Значи се Да. има измешано. Јас мислам дека тука губат тие традиционални вредности што ги имавме. И морали. И морали, да. И доаѓаме до некоја си таа глобална култура, каде што треба да бидеш ти, да бидеш индивидуалец, да не мислиш на општеството. И тоа го приметувам кај помладите генерации.
Да, може да се губи и она фокусот, зашто сите ги имаме овие телефониве, си скроламе и секој видео трае 3, 5, 10 секунди Да. Така. и цело време бараме ново и ново видео и онака ќе седнеш и гледаш дека пола сат, сат и помина, ти го скролај. Да. Тоа Да. нормално дека влијае на човек. Но дали мислите дека и професорите имаат некаков удел во тоа? Дали тие да, затоа што можеби и до нив да е проблемот што не се поставиле доволно авторитетни и строги за децата да имаат почит спрема нив. Затоа што од наше лично искуство, доколку некој професор уште од почетокот се представи како некој построг, да кажам, односно постави некаков авторитет, ние во наредните 4 години, да кажем, во средно училиште, постојано ќе имаме почит кон тој човек и страв. И страв ќе речем, да. Страхот почит. Да, страво Да. почита вистина. Да, во право си. Значи, не е секогаш дека младите се криви. Како прво, тоа мислам дека е системска грешка на целиот систем, после професорите се имаат удел у тоа. Ама се имат и родители, и комшии, и другари, и како што кажа, скролање. Сето тоа си има удел. Може да се поставиме строги, ама треба секогаш да има некоја рамнотежа. Значи, педагошки не може да бидеш премногу строг и да очекуваш децата да се отворени према тебе како професор, затоа што тогаш децата ќе гледат само како некоја фигура која е тука за да добиеме знаење од таа фигура. Да. Меѓутоа, педагошки треба да има и некоја врска на емотивно ниво. Значи, професорот треба да се поврзи емотивно, да ги сваќа децата и децата да го сваќаат професорот. Ако нема таа емотивна врска, нема да има учење. Значи, ќе имаме само размена на некои информации кои се суви и кои ќе бидат заборавени после некое време. Значи, целта на професор, например, не е да пренесе информации, него да научи како децата можат да дојдат до тие информации. Да. Јас така го гледам тоа. Дај му трска, не му не му дај риба. Да. Точно. Добар пример, ако си многу строг и ако се поставиш и децата те почитуваат, тогаш му даваш само риби цело време. Да. И нема да го научи сам да стигне до тоа. Исто така, тоа што го кажа со мобилните, на времето требаше да ги памтиш сите броеви. Да. Сега само со 2 клика ќе стигнеш до број. Да. Или кој е главен град на Етиопија. Требаше да знаеш на времето. Сега на Википедија си бараш кој е главен град на Етиопија и така, шом сите информации ни се на допир, тогаш немаме фокус и не се трудиме да бидеме присутни тука за да не испуштиме некоја информација. Затоа што знаеме таа информација, не ја испуштаме. Да. Кажете ми, вие како професори, кога ја почнавме веќе темата, какво искуство сте имале? Знам и приватни часови дека држите Ета Јахја Кемал, други некои работи во кои сте вклучени може да ни спомнете, ама од прилика кој ви е искуството работно после завршување факултет до сега? Так, добро, доста битно нешто. Ќе се навратиме на формално и неформално образование. Така, за мене, и пак ќе кажам, за сите што слушаат, тоа е само како што Гери мисли, мое лично мислење. За мене формалното образование не е толку важно. Треба да го имаме, затоа што целиот свет функционира со доказ, со хартија. Меѓутоа, за мене неформалното образование е многу побитно. Или информалното учење, што се случува спонтано, е многу побитно отколку формалното образование. По завршување на факултетот имав неколку пракси. Пракса. И работевме на обуки како да создадеме некоја врска со учениците. Значи, моите обуки беа повеќе, ако има да речеме некои деца со трауми, како да пак допреме до нив. Ќе ви дадам еден доста трагичен пример. Девојче што е многу поврзано со професорка по математика, се случува собреќајка, загинува професорката по математика и девојчето сега не сака да учи математика. И тука треба да најдеш некој друг пристап, затоа што било што од математика е потсеќа на драгата професорка, нели? Значи, за да може да функционираш, мора да ги земеш и тие нешта во предвид. После имаме, да речеме, некои пречки во развој, попречености,
некој може да ги кажеме во наводници и болести, што ги имат децата, како да функционираме со нив. И за тоа треба некои обуки. За да бидеш, да речеме, како целосен професор. Меѓутоа, јас избрав да не бидам професор, него да бидам тренер. Тренер. Разликата, знаете, помеѓу тренер и професор? Не ми текну моментов. Ја тренер сега сум мислел за спорт дека. Да. Да, така го поврзуваме. Да. Добро, ќе земеме тренер за спорт. Фудбал ќе земеме. Што прави тренерот за спорт? Дали објаснува како функционира физика на топката, да пресметаш радиус, под кој агол треба да се шутне топката, или ти ја става топката и ти кажа шутни вака, пробај така. Второт. Да, и тоа е разликата. Значи професорот би ја земал топката и ќе објаснуваме како е кружна, како можно, притисокот натре, Да. под кој агол треба да се шутне и решаваме некои задачи. Тоа е улогата на професорот. А тренерот е за да те научи да играш фудбал. Да. Така да речеме, ќе земеме сега тренер за германски јазик, ти дава алатки за сам да го научиш јазикот. И те остава сам да учиш. А додека професорот предава граматика, како функционира јазикот. Да, значи професионално јас сум повеќе тренер отколку професор. И во Јахја Кемал бев првично професор за послешколски активности. Меѓутоа, кога бев како професор по германски јазик, секогаш инсистирав да бидам повеќе тренер отколку професор. Тоа беше исто можно затоа што германскиот во тоа време беше изборен предмет. Да. И за тоа можеш. Сега веќе задолжително. Сега е задолжителен. Да. И кога е задолжителен, тогаш си имаш програма и тогаш мора да бидеш професор. Нема избор. Да, се проблемот е во Јахја го направа, мислам дека направија грешка. Извинете. Бидејќи во прва година изучувавме, нели, имавме избор, дали англиски или германски. Да. Јас избрав англиски. Така. Тоа значи дека во прва година германски материјалот не сум го совладал, па тек од втора година Да, и плюс во основно и француски. во основно француски сум учел и во втора година мислам не можев воопшто да започнам со Да. програмата. Не е битно, него еве вие на некој ученик како мене, какви можете да му дадете програми или курсеви, совети? Совети. Не совети, кои се услугите што ги нудите уствари вие? Вака Да. како личност, ама и некои други работи кои се што ги правите. Добро. Вака ќе почнеме сега. Не мислам дека е грешка, затоа што секој странски јазик за вас е збогатено с нешто. Јазикот не мора да почнете од основите. Значи, битно е да се запознаете со јазикот, со културата, начинот на кој функционира Да. тој јазик. Вие сте среќни, затоа што сте имали и француски, и германски, и турски, и англиски. Ако ги земеме било кое школи во светот, имат најмногу 2 странски јазици. Значи, вие од старт имате предност пред другите. Затоа што имате слушнато дека постои друг јазик, знаете од прилика нешто за Да. тој јазик, не ви е многу непознат. Знаете, тука мислам грешката поише дека беше што не превземаа тие од англиски што учевме изборно, Да, не ни дадоа некои дополнителни часови за да може да започнеме од негде со германскиот. точно. Да. Да. Тука мислам грешка. Да, дека има. ама јас не гледам како грешка затоа што треба вие само да се запознаете со Да. јазикот. Кога се изучува странски јазик во средно, не се очекува вие после тоа да бидете течни да го зборувате супер. Добро. Тоа оставаме на вас. Значи, странски јазик во средно е да знаете како функционира јазикот. Да се запознаете со јазикот, а не да го зборувате. Да. Тука е таа разлика помеѓу професор и тренер. Ако одиш кај професор цело време, ти ќе знаеш како функционира јазикот. Јас ќе земам сега една паралела со мобилен. Може ќе ме сватиш повеќе, си технички освестен. Да. И Ана, мислам, И она, Да, да, да. супер. Значи, мобилниот можеме да знаеме како функционира. Например, како доаѓа сигналот, како се полни батеријата, и тоа го прави професорот. Објаснува на кој начин функционира мобилниот. А додека тренерот ќе го земе мобилниот и ќе ти каже, кликни тука за интернет, кликни тука да Да. свртиш број, значи ти покажува како да го користиш мобилниот. Исто Да. тоа е разликата помеѓу професор по странски јазик и тренер по странски јазик. да. Тоа мислам дека го разбравме и убаво ми беше оваа паралела зашто никогаш го немам така размислено на тоа. Да, Да. па добро, научи нешто Да. денес, значи добар тренер си. Да. Да се навратиме на прашањето. Да. Јас сум
вработен во Центарот за транскултурна комуникација Soft Skills и сум исто собственик и основач, како се вика, не знам. Тоа значи дека цело работно време ми е поврзано со Центарот за транскултурна комуникација Soft Skills. Нудиме услуги на млади, на стари и целта ни е секое тие услуги поврзани со образование да ги добијат сите на ист начин. Да. И според желбите. Значи не може да тргнеме од тоа дека некој ако има учено 3 години е понапред, па треба да му дадам нешто понапредно. Да. Него треба пак да му дадам истата услуга што и на некој што прв пат почнува. Да. Така јас го сваќам тоа, за да видиме до каде сме и секој според темпото, според брзината ќе напредува напред. Значи не го предавате буквално истото, туку почнуваат од истото, па зависно од темпото си Точно тука да. менјате Да. параметри. Да. Што е уствари центарот? Да. Што soft што е soft skills? Да. Да. Да ни објасните кои услуги ги нудите? Така. Значи идејата се роди од тоа што сватив дека младите всушност за време на средното школа добиваат многу информации, меѓутоа никој не работи на тие меки вештини. Значи меки вештини се на пример вештините кога се наоѓаме во некоја нова ситуација, како ќе реагираме. Комуникацијата, тоа се исто Да. меки вештини. Значи нешто што не може да се научи на некој курс од некоја книга. Него мора да се развие. Значи вештините се развиваат. И тие меки вештини се многу важни. Посебно при вработување или при упис на факултет, универзитет. Ако ги немате, нема да се снајдете во таа нова околина. И идејата беше сите тие, посебно тие што се во средно, да добијат услуги каде што ќе ги развиват тие вештини. Центарот е за деца од средно? Ја мислам дека е концепиран. уствари за луѓе пред вработување да отидат да ги подобрат тие soft skills. Не знаев дека Да, и тоа. и тоа, да. Значи нема има повеќе целни групи. Аха. Да, ама е направен или концепиран за деца од средно, пред се тие што стојат пред упис на универзитет. Да. Меѓутоа исто така за млади кои сакат да ги подобрат тие меки вештини, Да. за да добијат подобра позиција или подобра работа. Исто така тие што стојат пред пензија и не знаат што ќе прават со своето време, да ги активираме, да научат нешто ново. Да, значи за сите целни групи, меѓутоа самата идеја уште од почеток е за деца од средно наменета. Па ете дечки, ако имате некои потреби од ваков карактер, може да се обратите кај професорот, ќе ставиме ние некој линкче во description. Така. Благодарам. Да. Добро, тука може да го поврзаме ова со други активности кои ги имате вие. Да. Со волонтерството. Волонтерството, да. 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 Какви придобивки имате и зашто вие како што спомнате 20 и колку години сте? Па, шеста сега. 6-та, јас 26. мислев 20. Не, 26? 26. Аха, Да. добро, се разбравме. 26-та година сте волонтер. Да. Од каде таа љубов спрема волонтерството? Зашто започнавте? Да. Како што спомнав, на времето немаше можност за волонтирање, имаше само некои еколошки друштва и правевме некои еколошки акции, за разлика од сега. Да. И така се створи таа некоја идеја кај мене дека ако сакам да бидам успешен, треба да имам некоја мрежа на луѓе, а тие ќе ги запознам некаде надвор од школа. Затоа што у школа се тие што сме. Да. И затоа почнав да волонтирам. А меѓутоа до негде 4-та година средно не ми беше јасно колку е тоа важно, тоа волонтирање. И тука имавме неколку исто искуства на волонтирање кои ми покажаа дека придобивките од волонтирање се многу важни. Па кога почнав со факултет во Виена, продолжив да волонтирам, таму беше повеќе во областа на миграцијата, затоа што знаеме дека Виена е град кој има многу илјади од мигранти секојдневно и мора да се работи со нив. Да. Значи волонтирањето помага прво да останеме ментално здрави. Менталното здравје и волонтерството е нон-стоп поврзано. Кога волонтираме се осеќаме корисни, Да. осеќаме дека помагаме, а тоа ни дава некоја самодоверба и не прави среќни. После волонтирањето е исто и учење. Преку волонтирање јас научив многу повеќе од колку да речем од некоја книга. Да. Затоа што се среќаваме со многу личности кои ќе ни пренесат нешто.
Обично личностите кои се одлучиле да волонтираат имаат да дадат многу на светот. Значи Да. се веќе осознаени, оформени како личност и веќе знаат дека со волонтирање можат и да пренесат нешто од тоа знаење. И така имам доста научено. И волонтерството, како што на почетокот спомнав, вмнежување од тие, да речеме, колеги волонтери, имам добиено многу понуди за работа, имам добиено многу понуди за додатни обуки. Преку волонтерството имате пристап исто до многу настани кои, ако не сте волонтер, нема да знаете дека постојат. А на тие настани се случува стварно многу убави работи. Да. Тоа се едно добро или да продолжам? Ако може, Црвен крст има некои други волонтерски организации или во кои ќе учествувате? Да, во кој Па не, сега за сега таму затоа што мислам Да. дека има што да Сами понуди. поише од доволно е. И Да. поише од доволно има. Меѓутоа, да, постојат доста доста организации каде што може да се волонтира. Например, Дневен центар Порака е едно од тие, имаме центар за деца на улица и многу други, па имаме волонтерски центар во Скопје. Да, Да. Каде што може да се волонтира. Сум соработувал со сите тие и сме имале некои волонтерски активности, меѓутоа главниот фокус ми е на Црвен крст, затоа што има таму од секоја област по нешто. Да. А пред се, работа со млади. Да, да. Тоа што ми исполнува најново. Гледајќи ги еве луѓето што членуваат во Црвен крст и со кои се познавате, зборувам за тие што се отприлика наша генерација, значи средношколски години, да ги речам. Да. Како мислите дека е нивната заинтересираност? Еве, се јаве прашувам за луѓето со кои соработувате, што е со тие кои не се во организациите, колку се они заинтересирани? Дали мислите дека не се поради тоа што немаат време, се претрупани со врски или поради тоа што не се заинтересирани во таква нешто? Интерес постои, сигурно. Ама има нешто што во нашата генерација се вика апатија на младите. И тоа од секоја генерација ќе го спомнеме за наредна. Да, да. Така. Тоа значи дека не чувствуваат потреба за промена. Се многу пасивни затоа што се чувствуваат комотни во својата таа комфортна зона и не сакаат да излезат од тоа. А не дека немат интерес, него не сакаат да им биде тешко, мачно. Ќе се навратим исто на мобилниот. 2 клика добиваш се. Да. Зошто да памтиш? Да. И тоа е исто. Кога се имаш дома, имаш кров над главата, храна, школо, си имаш некоја рутина која некој ја створил за тебе, зошто да менуваш нешто? И мислам тука е најголемиот проблем. Да. Ама да погледнеме од другата страна. Тие, да речеме, млади, 14, 15, 16 годишни млади, кои што се активни волонтери, ако ги споредиме со другите кои не се активни волонтери, има огромна разлика. Јас сум многу пати пријатно изненаден од можностите кои ги имаат тие. Значи, од тие волонтери немаат проблем да застанат пред група и да кажат нешто специјално. Еве ќе земеме прва помош. Можат да застанат, да пружат прва помош и да станат пред група од 200 луѓе и да кажат што направиле сега. Која била повредата и на кој начин е санирана таа повреда. Имат самодоверба, знаат во тоа што го прават и нема да има проблем тоа да го направат. А многу други нема да знаат како да се снајдат во таа ситуација. Да. Да, така да волонтерството прави да бидеме исто и храбри, јаки и да знаеме по кој пат ќе одиме. Дефинитивно е добра вештина и како вештини вака што ви ги дава на вас средношколци, ама и како добра работа за портфолио. Реално доста факултети го ценат тоа. Сега не треба се да го гледаме низ таа призма, што е добро за факултет, бидејќи факултетот е 4 години, после тоа вие сте човек, треба да имате вештини. Ова е добар баланс, мислам, како волонтерството. Да, ама со волонтерството и многу луѓе се запознаваат и стануваат пријателства со кои што ќе ги имате понатаму целиот живот, како што спомнавте и вие, сте добивале и многу понуди за работа од луѓе со кои што заедно сте волонтирале. Да. И придобивката не е само тоа што не е без никаква придобивка, затоа што знаеме дека волонтерството нели е не наплаќа. Да, и духовна придобивка и вештина од која што можеме многу да научиме. Да.
Па да, за да бидеме комплетна личност, мора да имаме повеќе фасети, да бидеме активни професионално, да имаме тој некој баланс помеѓу живот и работа, ама и да волонтираме. Тоа е Да. како нешто додатно што ќе ни помогне да бидеме комплетна личност. И ќе не помогне да излеземе од таа комфорт зона која Да. што Мгм. ја спомнавте и вие претходно, од која што не е толку лесно да се излезе, поготово во денешно време. Да. Кога Да. се ни е сервирано. Да. Да. Точно. Бидејќи сте заинтересирани во волонтерството, верувам сте биле и додека сте биле на факултет. Да. Дали Да. сте членувале таму во некоја организација? Да, во повеќе, зависно од како се имат променето моите интереси, така се менува и организациите. Прво бев заинтересиран за психосоцијална подршка, па бев член на организација која нуди психосоцијални услуги, затоа што првиот факултет на кој се запишав беше само психологија, општа психологија. Меѓутоа се случи Болоња, имаше огромни протести, 2007-2008. Не знаете? Не знаеме, Не да. знаеме, да. Само една Добро. година сме имале тогаш. Не мора да знаете. Добро, може, да. Значи, вака само на кратко да се навратиме на тоа, Да. после ќе се вратиме пак на истата тема. Процесот во Болоња беше од Европска унија за целото образование во Европската унија да биде стандардизирано. Затоа што различните земји си имаат своји Да. различни традиционални начини на универзитетско образование и со тој познат кредит трансфер систем се обидува да го стандардизираат тоа образование. Потенцирам се обидува затоа што не можеа да го стандардизираат и имаше многу проблеми за тогашните студенти, од кои сум и јас, посебно тие што не се на приватни универзитети. Како може да си го представите тоа? Например, студиите за психологија беа 5 години, завршуваш со диплома и ги имаш сите тие вештини развиено, Да. што треба да ги има еден психолог. Мгм. А Болоња вика не, ќе го скратиме сега на 3+2 и тоа во тие првите 3 нема да ги имаш сите вештини на психолог, него само ќе се запознаеш што работи психологот. А нема практична примена никаква. За да можеш ти после другите 2 да одиш на друг факултет во Европската унија, за таму да ги научиш тие вештини. И тука посебно за нешто како што е психологија, медицина, фармација е неможно. Значи овој концепт може за информатика, може за историја, може за некои социјални науки, ама не и за психологија, за медицина, да. Значи вие сте почнале психологија Да. и понатаму? После го споев со транскултурна комуникација и завршив за транскултурна комуникација, затоа што дојде системот од Болоња и веќе изгубив интерес да бидам психолог од тој систем. Значи, вие кога почнавте, не сте го фатиле тој систем, ама 2 години... Да. Да, Полоцна? 2 години подоцна го фативме. Баш И да. тогаш, мислам, ви го даде вас тој систем, Да. бидејќи нели Мора еве да се преместиш на дека у нашава држава, на пример, барем како треба да се работите, у системот кој си почнал, у тој треба да дотркаш. Да. Така е у законот, мислам. Да, да. Да. И тоа правилно ако ме прашаш. Тоа е правилно, тоа е Да. најправилно што може. Само Ама не, дали затоа што практично беше, се- затоа имаше и многу протести. Затоа што беа погодени сите студенти. Имаше дури 3 месеци каде што универзитетот не можеше да работи, затоа што студентите седеа по салите и протестираа. Не одеа ни на предавање, не дозволуваа ни професор да влезе во Да. сала, како вид на протест, Мгм. ама не се постигне ништо. Што ме одлучено ќе дојде. Уште се Да. стои тој систем? Да, да. Значи, тоа е на секаде, цела Да. Европска унија, 3+2, значи имаш Мгм. 180 Кредит. кредити за бачелор, и така и се вика на англиски, Да. на секаде, и плюс имаш 120 за мастер. Да, тоа е супер за некој. Јас мислам дека, например, како психологија, фармација, така Да. некои студии, не би требало да бидат од тој Мгм. систем, треба да се остане традиционалниот систем, затоа што ќе имаме многу професионален кадар после тоа. Да. Додека други студии како економски науки, социјални некои други науки, мислам дека е доста добар. Добра е идејата за стандардизирање, да може да бидеш бачелор во Виена, а мастер во Да. Мадрид и да не мора да дополагаш. Да. Тоа е супер. Тоа е Значи, топ. идејата е супер и за многу студии одговара. Ама да речеме за психологија не одговараше. Како одлучувате вие да се запишете на психологија?
Интересно прашање. Бев на надпревари екологија и биохемија, додека бев во Јахе Кемал. И бев во тој дел за природни науки. И мислев дека ми недостига нешто како филозофија, социологија, и затоа со професорката по филозофија и социологија правевме нонстоп некои проекти. И сега останав на крајот во четврта помеѓу филозофија и биохемија. И ја прашав што е во средината. И таа ми кажа дека психологијата е спој на природни науки и на социјални науки. Да, истражив малку и видов дека психологијата е баш таа средина. И затоа се одлучив за психологија. Меѓутоа знаев дека нема да бидам психолог, дека после факултетот ќе се насочам на нешто друго, како и што беше на комуникација. А зашто сте направиле таа одлука? Не сте сакале да станете психолог или Па не, како што спомнав на почетокот, за мене формалното образование не ми беше битна дипломата. искуството? Да, искуството и да се пронајдам јас, да знам што правам добро и што ме интересира. Има јапонски поим икигај. Не знам дали сте слушали. Икигај, не. Не. Да, има време да зборнеме? Како? Има, да, секако дека добро. има, да. Многу е добар концепт на икигај. Тоа значи дека треба да најдеме нешто што е пресек, прво од нашиот талент, после за тоа што може да не платат, тоа што го правиме добро, уживаме во него, и за тоа што му треба на светот. Да. И ако најдеме нешто што е пресек од сите овие работи, сме го нашле нашето икигај. Во превод, причина поради која се будиме насмејани секоја сабајле. Значи, ако твојата работа е твојот талент, Добро. го правиш многу добро, е твојата страст, ја обожаваш, ако ти дават пари за тоа што го правиш, значи добиваш плата, и ако му треба тоа на светот, тогаш ти си го постигнал тоа. Да. Да, значи, на мене факултетот ми беше само како алатка да стигнам до тоа мој икигај. А тоа не се случува на 5 минути, земи хартија и нацртај и видиш што те интересира, зашто може да бидеш платен, тоа не. Треба да го пробаш, да студираш, да волонтираш, да запознаш многу други луѓе и после некое време да размислуваш за тој и да се навратиш назад, ретроспекција. Тука бев добар, тоа ми беше забавно, за тоа ме плаќаа и на светот моментално му треба тоа. Што мислите, што е моето икигај? Вашето икигај? Помагање на млади. Да. Да, работа со Со млади. работа со млади, да. Тоа што Да. го работите се. Така. Точен Значи- погодок. Ме плаќаа колку толку. Мислам дека сум добар, пак ќе кажете вие. Па, да, Уживам во тоа и на светот му треба работа со млади. му треба. Дефинитивно. А се поише се Да. ги исчезнуваат тие луѓе, да речем, ние како генерација кои да прашате многу малци ќе ви кажат дека сакаат да работат со деца или пак како Да. професори Да, или наставници за основно, тоа мислам дека да, вистина, да, како може тоа да се, мислам, не знам, кои се некои чекори што треба општеството да ги преземе за тие работи да станат нешто посакувано, повеќе посакувано, бидејќи сигурно има у моментов и луѓе што се наша генерација што го посакуваат, ама ги нема доволно, тоа е факт. да, Може не е доволно а и платено, свесни мислам, сме, да, сигурно дека не е. и многу работни места како професори се непополнети, не можат да најдат училиштата професори по одредени предмети. Например, физика на нашиот универзитет во ПМФ заинтересираноста е многу мала. Има многу малце студенти Да. кои што понатаму делот нив не верувам дека и воопшто тука ќе останат, а не пак да бидат и професори. Да, бројките се мали, мислам. Имаше тоа некои статистики, ама да мали се. Мали, да. Да. Баш ме интересира тоа сега прашање од мене ако може до вас. Може. Дали мислите дека проблемот е во општеството или во поединците кај нас? Тоа што децата и младите не сакаат да бидат професори. Еве мое лично мислење, ако е за професори тука кај нас, мислам дека проблем се и финансиите, Да. затоа што професорите во нашата држава не се ценети и не се доволно платени. Да. А за да стане, например, личноста професор на факултет, треба да помине колку 6-7 години на факултет, Да. каде што нели ќе учи, ќе пишува, ќе треба да заврши магистерски студии, па понатаму и докторат. Да.
за на крај тој истиот да не биде ценет, Мгм. платата да не му стига на време, да речеме, така се изразиме. И мислам дека тоа е еден од главните проблеми со кои што ние не икеме да се занимаваме со тоа, а навистина сметам дека општо таа професија е навистина благодатна затоа што пред се помагаме на многу други Да. лица кои што го минуваат сличниот пат кон нас, да се изградат како личности и да бидат корисни за нашето општество. Супер, Да. баш тоа сакав да го слушнам. Да, значи, јас мислам дека тоа е кај нас општествен проблем, не е кај индивидуите, кај личностите. Мгм. Општествен проблем може прво да бидат подобро платени, прв чекор, а втор чекор е исто да работиме на тоа да добијат некоја награда. Дали сте слушнале да постои, да речеме, награда за најдобар професор? Има ли нешто такво? Па Не сум не. слушал. Дали има, да речеме, некое признание за 10 години професор на факултет? Дали сте слушнале за некоја награда, да речеме, посебно постигнување за професор со најдобри оценки од страна на учениците? Не. Да, Мислам нема ни систем што ги оценува. Да, да. точно. нема. Да. Да, значи, ако ние сме професор, слабо платени, не добиваме признание, и децата некако губат здраво почит, рекоме преска, према професорите, која би била мојата мотивација да бидам Да. професор? Да. Да. Така. Значи, целото општество ги демотивира луѓето да бидат професори. Да, пред се таа професија е многу тешка. Мгм. Многу е тешко да се свати психологијата на млади луѓе, поготово на средношколци, Да. и како да се справува човек со нив, затоа што навистина се непредвидливи дел од нив, Да. а и не се, мислам, не е лесна комуникацијата да се оствари и близината. Да. Да. А и посебно баш тие млади или деца во основното се во моменти кога целиот живот им се менува според Да. тоа. Значи добиваат, сега ќе ги ставиме во наводници, трауми или добиваат многу позитивни искуства, што после некое време се навраќаат на тоа и според тоа донесуваат одлуки. Значи ако имат позитивни искуства за време на 6-7 одделение, кој ќе треба да се одлучат за една или друга работа, може ќе се одлучат за подобрата работа. Да. А ако имат негативни искуства со професори, со ученици, може од страф нема да ја земат добрата можност, затоа што имале негативни искуства. И како што кажа, да, се сложувам, значи многу е важно тие професори, да речеме, да им понудат на децата место како некој, како е safe environment, Safe environment. Да. safe environment, добро. На децата каде што ќе може да се развиваат и нема да се осеќаат дека се загрозени од соучениците или од другите професори, за после да донесат некоја одлука. И за тоа е тешко. Тешко е како Да. прво да ја создадеме таа safe environment за сите, кога од сите страни се уништува. Децата не се осеќаат ниту на улица сигурни, ниту во Да. школа. Да не се навраќаме на немилите настани, се што тоа што е пандемија, дојава до бомби и киднапирање, не Да. знам што. Значи децата не се осеќаат сигурни како прво, Да. па како можеме ние како професори да им дадеме чувство дека се сигурни, кога општеството не им го дава тоа чувство. И тоа е проблем. Да, но Најва- пред се тие трауми што ги спомнувате, сметам дека тоа е и од недоволната обука на професори. Точно. Затоа што професорите, еве за да нема галама на часот, можеби ќе се представат и како премногу строги. И јас знам, значи имам слушано искуства од мои родители и роднини, каде што професор буквално нив ги демотивира да они да присуствуваат на настава кај истиот тој професор, да се трудат да научат нешто ново, бидејќи на секој нивен одговор тие имаат повратка како многу, не знам, лоша оценка ќе пише, ќе почне да вика хистерично и затоа што смета дека тие така ќе го направат детето да почне да учи и да слуша на нивен час. Точно. Каков пристап треба да имаат наставниците за да има дисциплина на часот, односно професорот да биде слушан? Вашето лично искуство да ни го кажете, како професор дали сте успеале тоа да го поставите и како сте го достигнали истото ако било успешно? И сакам да кажам само дека доколку вие имате правилен пристап и ученици што ве гледаат вас ќе си речат зашто утре ден ја да не бидам професор и да се однесувам вака. Да. Кој е тој пристап, како што рече Ана, што наоѓа баланс меѓу овие работи?
Нема таков пристап. Да, зошто нема? Сега ќе ви кажам, кога се одлучуваш за пристап према група, се прво одлучуваш која е твојата цел. Проблемот е тоа што ако сакаме да имаме дисциплина и да учат сите во мир, тогаш мора да бидеме строги, мора да има казни. Затоа што ние сме мирни само ако имаме некоја казна. Меѓутоа децата добиваат казни во секој поглед во денешно време, така да веќе вие не осеќате ефектот казните. Да. И затоа дисциплина никако не може да се постигне. Ама не значи ако се гласни, ако се движат, дека не се продуктивни. Да. Јас мислам дека времето е поминато да имаме клупи и столчиња во школа. Тоа било супер во 60-тите, во 70-тите, затоа што и секое биро било столчи и клупа. Индустријска револуција. Индустријска револуција, точно, добро го кажа тоа, било супер. Меѓутоа моментално ние имаме завршено таа индустријска револуција. Индустријата си е супер. Веќе немаме толку канцеларии, веќе се заслушува онлайн. Па зошто да имаме столчи и клупа? Нека се движат. Нека има како се вика тие топките за јога. Тие топки за јога. Не сватиште или бинбек. Нека има такви некои, да биде секоја активност да биде со движење, на пример. Нека бидат гласни. Да го допуштиме тоа да бидат гласни. Ама да сме фокусирани да научиме тоа што е според планот дадено тука. Значи, ако ме прашаш мене, најголемиот проблем за да постигнеш тоа е да се одлучи само за еден пристап. Се зависи што е целта. Ако треба да научиме нешто што е теоретски овој час, треба да бидеме мирни. Може би е многу важно да бидеме исто така отворени према групата и да ги кажеме што е нашата цел за овој час. Може да кажеме, овој час според планот е нешто теоретско, да го научиме тоа, па другиот час, каде што не е толку теорија, можеме да бидеме гласни, може да се движиме. Може да ги извадиме клупите надвор и да правиме некои вешти за движење. Да, може и тоа. Значи таков пристап би било добро, ама пристапот треба нонстоп да се менува. Се тука имаме проблем кај вас младите, ако менуваме пристап, тогаш мислите дека не сме стабилни како професори. И пак има контраефект. Затоа реков, нема таков пристап. Значи нема баланс да бидеш доволно строг и младите да бидат приврзани како професор со тебе. Да, ми се допаѓаат мислењава што ги слушам, посебно знаејќи дека вие сте предавале во средна школа и сте имале дефинитивно ефект врз луѓето кај што се предавале. И од деца што идат кај вас на часови, знам дека вие и како тренер сте многу товар. И мислам дека сте онака многу луѓе си викаат дали факултет да идам странство, кога толку ќе бидам оддалече на своите дома, ама вие сте отишле во странство и сте се вратиле тука. И ете, ако може да ни кажете, што било тоа што ве натерало тука да се вратите? Па не е само една причина или не е само едно нешто. Тоа се склоп на околности, каде што донесуваш одлука многу на комплексен начин. Значи не можеш да кажеш се вратив поради работа која е платена. Не, тоа никош не е причина. Или се вратив поради тоа што ми недостигаше земјата. Тоа не е никош причина. Тоа е склоп на околности. Како прво, морам да ве разочарам и вас, образовниот систем и Австрија е во пат. Значи имат многу проблеми, а не сакаат да донесат реформи. Па и како држави мислам дека западот се повеќе опаѓа. Ако успоредиме со 95-2000 и сега, има некој пат. Ама тоа не значи дека после 10 години нема пак да имаме раст. Значи останете оптимистични. Така. Првото нешто што ме разочара од образовниот систем е тоа што децата беа се послаби. Јас се занимавав со подготовка за матура, пред се предмети математика и германски јазик. И гледам дека секоја генерација е два пати послаба од претходната. И дојде момент кога имаше 60% од матурантите или за еден бод положени или не положени. Значи 60% од матурантите не успеале да научат математика. И имаше некоја кризна средба на министри и излегува со официјална изјава
дека од следната година матурата ќе биде полесна. Значи не најдоа начин како да го Да. подобрат квалитетот на образованието, не најдоа начин за дополнителни некои нешта. Се одлучија следната година да се намали да биде полесна матурата за да добијат подобри резултати. Значи го решиле симптомот, а не проблемот, А да. не е проблемот. Да. Не ни размислувале што е проблемот. Да, што да. доведе. Него како да имаме подобри резултати било прашањето, еве одговор. Да. А зошто немаме Да, добри да. резултати, не беше ни разговарано. И тоа беше момент кога си рекол дека јас не се гледам себе во некој систем кој како да кажеме произведува е лош збор, кој произведува деца што се по непаметни од претходните генерации. И да, после се случуваат и многу други работи на приватен и на професионален план и затоа мислам дека моментално тука има многу повеќе потреба од кадар кој ќе ги насочи младите кон личен развој. Дефинитивно. Епа, дечки, еве мотивација, ако мислите слично како професорот, утре ден да останете и вие тука, да дадете допринес до оваа држава. Да, бидејќи ако можеме во странство да Да. помогнеме, зашто првично да не помогнеме тука Да. за нас, да се развива нашето општество и да биде подобро за идните генерации кои што ќе растат тука. Да. Професоре, веќе се доближуваме, мислам, до крајот. Мило ни беше нас денес што имавме тука. Успеавме да ги слушнеме вашите искуства, успеавме да научиме нешто, се надеваме дека научија и нашите гледачи нешто. Да. И така имавме доста продуктивен разговор. Така. Да. Многу благодарам на поканата. Јас ве охрабрувам да продолжите, пошто ова што го правите не го прави секој од вас младите. На добар пат сте, тоа е најбитно. И да не осеќате дека имате некои пречки пред вас. Што и да е пречката, со желба ќе може да ја совладате. И ако ви треба нешто, секогаш сум тука, ќе ме побарате. Фала. Фала ви. Да, благодарим. Честни беше што ни бевте наш гостин. Да. Добро, дечки, се надеваме дека и на вас ви се допадна оваа епизода. Сакам да кажам едно големо благодарам до техничарите зад камерите и до Младинскиот образовен форум кој ни ја дава можноста тука да го одржуваме овој подкаст. И доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го и субскрајбнете се на каналот на Радио МОВ за да слушате Да. и понатаму интересни приказни Да. заедно со нашите идни гости. Имаме ние Инстаграм профил прашај.паталец, може да не најдете и таму да не заследите. Ќе објавуваме поредовно содржина, рилови, слични работи, така да стиснете follow и се гледаме во следна епизода.